централно издание на Дневникот на телеканал А1. Ги гледате настаните кои го одбележаа денешниот ден на југоистокот и Македонија. Од вчера започнаа карневалските денови во Струмица. Синоќа се одржа детскиот маскенбал, а денеска беа доделени најдобрите награди на литературниот конкурс на тема карневал. Вечерва се одржува изложбата на фотографии и концертот под маски на основното музичко училиште Боро Џони. Преполовен е бројот на мигранти во Македонија. Тие се сместени во центрите во Табановце, Винојук и Центарот за азил во Избегово, каде континуирано им се обезбедува хуманитарна помош, здравствена заштита, придружба на малолетниците и нивно образование. Презентиран деталниот урбанистички план за индустријската зона во Гевгелија. Просторот е наменет за изградба на сервиси и објекти за дистрибуција и производство од областа на лесната и незагадувачката индустрија, како и за изградба на стоваришта. Започнуваме со дневникот. Судското рочиште за случајот подкуп против лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска повторно беше одложено. Заев не се појави во судницата, бидејќи, како што рекоа неговите адвокати, се наоѓал во Сараево на доделување на награда. Во овој случај Заев е обвинет дека како градоначалник на Струмица од бизнисменот Иван Николов побарал подкуп од 163.000 евра, односно по 2 евра за 1 квадратен метар градежно земјиште во Струмица, кое Николов сакал да го приватизира. Денешното одложување на судењето беше четврто поред. Следното рочиште е закажано за 3 април во 10 часот. Републичкото јавно обвинителство го одби предлогот на одбрана за иземање на јавниот обвинител Златко Биковски од предмет. Значи, добиено е решение, право на жалба нема, да видиме јавно обвинителскиот совет како независен орган што ќе одлучува. Ја споревме му беше истечен мандатот, во меѓувреме направен е преседан. Прв пат јавно обвинителскиот совет има по втор пат определено на времено време јавен обвинител во јавно обвинителство за организиран криминал. Тоа е Владимир Милошевски. До сега праксата беше само еднаш, сега зошто и како тоа знаат оние кои постапувале. Ние би носиле еден грев, а устари повеќе гревови, тие носат еден грев. Тоа што го направи. Така да, во секој случај, ќе видиме како натаму ќе оди целата процедура и постапка. Полесно вработување на лицата со инвалидност преку отворање собствен бизнис. Од владата велат дека на располагање се 270.000 денари неповратни средства за носителот на бизнисот и по 92.000 денари за секој ново вработено лице. Владата дава една сериозна, значителна поддршка на лицата кои што се припадници на оваа категорија на граѓани со цел охрабрување за нивно отпочнување на бизниси, за развој на самиот бизнис, нивно самовработување, но и вработување на останати припадници на овие целни групи или пак лица кои што не влегуваат во рамките на овие целни групи. Денеска е распишан огласот на кој што може да аплицираат како основни баратели на средства сите лица со попреченост. 270.000 денари директна помош во опрема или материјали за отварање на бизнисот, отварање на компанија бесплатно од наша страна, добивање техничка помош во висина од 36.000 денари од страна на експерт во трајање од 2 години од започнување на бизнисот. Нормално, доколку тоа лице побара и во бизнис планот дополнително 2 вработувања, ќе му градиме и тие 2 вработувања. Тие може да бидат и лица кои се здрави, и лица кои се со попречености. Уште 130 мигранти останаа во Македонија. Тие се сместени во центрите во Табановце, Винојук и Центарот за азил во Избегово. Двата транзитни центри, континуираното обезбедување хуманитарна помош, здравствената заштита, придружба на малолетниците и нивно образование помогнале активно да се згрижат мигрантите и да се намали нивниот број. Ова го истакна на денешната работилница на која се сумира позитивните и негативните аспекти од мигрантската криза. Сакаме на лицата да им овозможиме вклучување во образовниот систем, значи со помош на Ластрада и СОС детско село, веќе тие се вклучени исто така во детски лекцијата во претшколско образование. На оние лица, значи им се нуди
се нудат соодветни курсеви за странски јазици, така да во секој случај на тие лица се разбира храна од наша страна. Wonderful work has been done in recent. Одлична работа беше завршена како одговор на мигрантската криза која што се случуваше во последните години. Беа воведени нови интервенции, нови иновативни интервенции, а многу лекции од она што се случуваше на терен беа научени. И за сега може да се пофалиме со бројката од 120.000 лица на деца всушност на кои што им е помогнато на нивниот пат низ оваа земја. И затоа ни е особено драго што сме денеска тука на оваа средба да можеме да се навратиме на искуствата низ кои што минавме во овие 2 години. А од вчера започнаа карневалските денови во Струмица. Синоќа се одржа детскиот маскенбал, а денеска беа доделени најдобрите награди на литературниот конкурс на тема карневал. Вечерва се одржува изложба на фотографии и концертот под маски на основното музичко училиште Боро Џони. Градската библиотека Благоја Јанков Мучето ги додели наградите за најдобрите учесници на литературниот конкурс на тема карневал. На конкурсот пристигнале 109 творби на ученици од основните и средните училишта, како и категорија возрастни. Во категоријата од 1 до 5 одделение пристигнале 46 творби, во категоријата од 6 до 9 одделение 30, од средните училишта 28, во возрастната категорија 5 творби. Таму прво наградена е Наташа Цунева Лазаревска. Не учествувам прв пат на овој конкурс, секоја година земам учество. Тоа не е само на овој конкурс, ама овој е посебно привлечен затоа што дозволува и на струмички дијалект и да излезе хуморот од нас и другите квалитети што ги имаме. Навистина треба да биде инспирација, сепак еуфоријата е во Струмица и таа е најголема инспирација, маските, сјајот на Струмица, се поголемиот што го добива со текот на времето и така. Така, задоволни ли сте од наградата? Дали ова прва награда на овој конкурс што го? Не, скоро секоја година земам награда, ама најзадоволна сум кога е прва награда. Оваа година, фала Богу, прва е и така. Директорката на библиотеката Тајна Гошева вели дека квалитетот на пристигнатите творби бил голем, а жирито имало навистина тешка задача. Значи Миријана Ристова првонаградена исто Нина Мавкова, првонаградена Виолета Темелкова, тоа се во категорија основни училишта од 1 до 5, втора награда Глигор Аритов, втора награда Митко Ефтимов, втора награда Јулија Ангелова, втора награда Анастасија Андрешевска, ученичка од Сандо Масев, сите тие се ученици во Сандо Масев, трета награда се работи исто за категорија деца од 1 до 5 одделение, Христијан Китановски, Владимир Иванов, Теја Коцева и Христина Врешкова. Во категорија наградени од 6 до 9 одделение, прва награда има Марија Витанова, втора награда Андријана Мишева, трета награда Тиме Крстев и уште една трета награда Виторија Стоилкова. Значи, можам да кажам дека навистина оваа година имаше прекрасни награди, ги наградуваме исто и менторите. Со детскиот маскенбал што се одржа синоќа, Струмица и го започна 8-дневното карневалско славје. Јован Багашовски и Тајна Антонова беа избрани за принц и принцеза на манифестацијата што се одржа по трет пат, а на која учествува околу 250 маски. Тие ќе предводат главната карневалска поворка в недела низ Струмичкото корзо до плоштадот Гоце Делчев. Традиционалниот концерт под маски на основното музичко училиште Боро Џони се одржува вечерва. Утре на 24 февруари предпладнето ќе биде карневалското дружење со гостите од странство, а вечерта во хотел Сириус ќе се одржи традиционалниот маскенбал, на кој ќе бидат одбрани принцот и принцезата кои ќе ја предводат главната карневалска поворка во сабота на 25 февруари. В недела на 26 февруари ќе се одржи традиционалниот детски карневал. Уште само 2 дена до главната карневалска вечер, денес веќе пристигна и гости од некои држави, информира во утринската емисија председателот на организациониот одбор на Струмичкиот карневал Александра Цицимов. Повеќе во приложение. Уште само 2 дена до големиот спектакл, до Струмичкиот карневал 2017 година. Кажете ми како течат подготовките и нешто повеќе околу организацијата. Значи, може да се каже дека Струмичкиот карневал веќе започна вчера со детскиот маскенбал, така. Нели, меѓутоа точно уште 2 дена недела до интернационалната карневалска вечер, која е главен, нели, настан во карневалските денови во Струмица, кои се одржуваат, нели, недела дена од среда до среда, почнуваат со детскиот маскенбал, завршуваат во среда со
тримерскиот ручек, нели, на парви. Подготовките што се однесува до карневалот, пошто веќе започна, се апсолутно завршени. Ни остануваат уште некои технички проблеми на пречек на гостите и нивно сместување. Тоа е секогаш најголемиот проблем. Бидејќи секогаш во принцип имаме проблем со сместувањето. И како втор дел кој треба да се доврши е подготувањето на овие текстови за водителите и најголем проблем во моментот е да се изготвят спотовите за спонзорите, чии што уплати ги чекаме до утрешниот ден, значи утре ќе имаме доста работа, да може на видео бинот да ги поставиме сите оние кои ќе извршат уплата. Инаку што се однесува до останатите подготовки за карневалот, веќе може би имавте прилика во градот да видите се што е предвидено во програмата што се однесува до пропаганда, до украсување на градот, поставување на бината, тоа е завршено. Значи останува од утре да се монтира и разгласот, така да мислам дека спремни ќе го дочекаме. Значи денес ни пристигаат првите гости. Еве веќе отиден автобусот во Софија, каде што за среќа заедно пристигаат групите од Аруба и од Москва. Тие вечера ќе бидат веќе со нас. Ќе ги поведеме на концертот под маски, отварањето на изложбата, значи карневалот официјално почнува. А привршуваат и подготовките на групните маски кои оваа сабота ќе продефилираат на градскиот плоштад и ќе се борат за наградите. Екипата на телеканал А1 беше дел од подготовката на една од маските. По продолжение откриваме како тоа го прават Мулен Руш, минатогодишните победници на карневалот. Чинот на запросување како еден од најактуелните трендови оваа година ќе биде главната тема со која минатогодишната победничка карневалска група Мулен Руш ќе се представи оваа година на главната вечер во сабота. Повторно во фокусот е темата љубов, за која членовите на групата сметаат дека ќе го свртат вниманието на целата јавност. Тие се поделени на два фронта. Машките ги подготвуваат по тешките работи, а тоа е опремувањето на камионот, додека пак жените се задолжени за костумите, капите и останатите финеси од маската. Вела дека едногласно е избрале оваа тема и дека во моментов тоа е нешто што може многу често да се види во јавноста. Мулен Руш ова година како и секоја се спрема интензивно, динамично, брзо, еуфорично, расположено, позитивна атмосфера. Може да видите во позадина се е во најдобар ред. Возилото за карнавалската поворка е при крај. Така да се на се, 90% од работите се готови. Задоволни сме до сегашниот изглед на камионот. Така да очекуваме висока награда. Последниот ден ќе излезе некој детал што ќе го направи камионот и над очекувањата. Така да работите одат во нагорна линија, супер, сега за сега сме презадоволни, имам уште малку работа. Поактуелно не може да биде. Да, тренд е да се секое популарно наречено запросување се споделува на Facebook. Сите веќе можат во неколку минути да дознаат кој кого запросил, кој пред кого клечел. Така да Мулен Руш оваа година не е тајна никаква. Ќе оди со маска насловена како Marry Me. Членовите на карневалските групи се едногласни дека за време на подготовките, за време на карневалот, но и преку целата година дружбите се големи. Само во изминатите неколку месеци биле дел од различни настани и карневали низ цела Европа. Собираат искуство, разменуваат контакти. 34-цата членови на групата Мулен Руш со децении се представуваат на карневалското дефиле. Па и оваа година, минатата година имавме навистина добра маска и сме многу задоволни затоа што не само овде публиката, маската ја прими и на страна многу, кај што отидовме минатата година во Србија, во Црна Гора, во Бугарија. Секаде бевме, дори во емисии во живо на српска телевизија и така да беше многу добро прифатена. Идејата лани беше многу убава, реализацијата супер и беше тешко да нешто да
како и секоја година, наредната треба да се направи нешто што ќе биде барем како претходната што било, да биде прифатено и прво за нас, да бидеме ние задоволни од изработката. Идејата и ова година беше добра, мислам за нас е добра, како нешто модерно прикажување на поборувањето на и ова модерните времења носат други работи, па се вклопуваме во нив и сакаме на еден начин да го прикажеме тој на Струмичкиот карнавал. Струмица живее за карневалските денови. Ваквите сцени може да се видат низ сите домови периодов. На 25 февруари сите ќе бидат дел од големото карневалско дефиле и ќе уживаат во гламурот и инвентивните идеи кои што струмичани овој пат ќе ги подготват за гостите. И покрај тоа што просечната плата во земјава изнесува 350 евра, се поголем број граѓани се одлучуваат да уплаќаат премии за животно осигурување, најчесто избирајќи ги наевтините, од 1000 денари месечно. Во Македонија од 30.000 до 35.000 граѓани се корисници на животно осигурување. Заклучно со 2016 година ние имаме околу 50.000 договори за животно осигурување, значи отприлика толку граѓани имаат купено полиси за животно осигурување. Тоа е многу мал број во однос на бројот на жители во Република Македонија. Додека ќе земеме пример Франција, значи вие во Франција имате поголем број на полиси за осигурување на живот отколку што имате број на население. Тоа значи дека еден граѓанин има повеќе од една полиса за животно осигурување. Ако генерализираме причините, факторите зошто е тоа така, има голем број на фактори. Меѓутоа, кај нас историјата на животното осигурување е од 2005 година, кога првпат се формира осигурителна компанија за осигурување на живот, додека во Франција тоа е традиција која што постои повеќе од 200-250 години. Значи тоа е многу битен фактор. Јасно, да. И уште еден многу важен фактор кој што влијае на развој на животното осигурување представува степено на довербата што треба да ја имаат осигурениците према осигурителната компанија. Имајќи предвид дека вие склучувате договор за период од 20 години. Тоа е некој, да кажам, просечен период за кој што е најисплатливо да купите полиса за животно осигурување. Вие стварно треба да имате доверба дека вашите пари ги инвестирате во здрава финансиска институција, бидејќи 20 години е стварно голем временски хоризонт, кај што вие се соочувате со потенцијални ризици кои што се од валутен ризик, каматен ризик и така натаму, и треба да донесете мудра одлука. Ако осигурителните компании не се стабилни, ако вие немате доверба, тогаш не можете да нудите осигурување за живот. Затоа постои Агенцијата за супервизија на осигурување, која што води сметка дека друштвата за осигурување се доволно стабилни, имаат капитал на ниво кој што одговара на преземените обврски, имаат издвоено адекватни резерви, имаат доволно ликвидни финансиски средства за да можат да ги сервисираат своите обврски. Општина Валандово располага со 4 детски градинки во кои во моментов згрижени се 215 деца. Како што истакна директорката Дафинка Ѓоргиева, градинките располагаат со доволно капацитет и работат согласно законските стандарди, а бројот на дечиња расте континуирано. Во општина Валандово функционираат 4 детски градинки кои во оваа воспитно-учебна година примија 215 деца. Како што истакна директорката на детската градинка Каленка Валандово, Дафинка Ѓоргиева, градинките се изградени во поголемите населени места, се со цел да се задоволат потребите на родителите, но и поради големиот број на дечиња кои живеат во тие населени места. Согледувајќи ги потребите на децата, односно потребите на родителите од организираната општествена, згрижувачка и воспитно-образовна активност на деца од предучилишна возраст,
Во поголемите населени места во нашата општина ја продолжуваме мисијата на нашата градинка која започнавме 2005 година, а тоа е отварање на нови објекти во поголемите населени места со цел поголем опфат на децата во градинката во општина Валандово. Идејата за изградба на детски градинки во оваа општина започна во 2005 година, истакна Ѓоргиева. Денес освен во Валандово, градинки има и во Јосифово, Пирава, а од неодамна и во Удово. Тие овозможија децата да посетуваат градинка во населените места и да не патуваат, што дополнително финансиски ги оптоваруваше родителите. Причината за нивно отворање е со намера да се задоволи општествената грижа за децата не само во градот, туку и во селата. Целта беше да се задоволат потребите на родителите и во селските населени места и да се изедначи општествената грижа на децата од предучилишна возраст како во селата, така и во градот. Значи, се роди идејата да се градат градинки во местото на живење во поголемите населени места, се со цел да се задоволат потребите на современите семејства и во селата. Проектот за изградбата на новоотворената градинка во Удово чинеше 2.500.000 денари, средства обезбедени од локалната самоуправа на општина Валандово, но и Министерството за труд и социјална политика. Градинките во оваа општина им овозможуваат соодветни услови за престој на децата и работат согласно законските стандарди. Во план е да се прошири капацитетот на градинката во Јосифово, но и да се изгради нова за дечињата од селата Балинци и Брајковци. Презентиран деталниот урбанистички план за индустријската зона во Гевгелија. Просторот е наменет за изградба на сервиси, објекти за дистрибуција и производство од областа на лесната и незагадувачка индустрија, како и за изградба на стоваришта. Општина Гевгелија јавно ја презентираше измената на деталниот урбанистички план за делот индустријската зона, кој зафаќа површина од над 35.000 метри квадратни во просторот меѓу новопласираните улици Индустријска 2 и Индустријска 6, како и улиците Сервисна и Соберна. Од Оделението за урбанизам истакнуваат дека просторот на опфат е наменет за изградба на сервиси, објекти за дистрибуција и производство од областа на лесната и незагадувачката индустрија, како и за изградба на стоваришта во планскиот период до 2021 година. До 8 март се очекува да се спроведе и јавната анкета за овој урбанистички документ. Во овој период заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени предлози, мислења и забелешки преку анкетни листови кои се подигаат и доставуваат во Оделението за урбанизам на општина Гевгелија, каде што е изложен изменетиот плански документ. Со постари традиционални песни, но и со композиции од поновото време. На концертот закажан за утре вечер од 19 часот, музичката група Распејани Валандовчани ќе заокружи годинешната работа пред домашната публика и гостите од околината. Мало момец веќе брало, 3 години стана и други традиционални македонски песни ќе прозвучат утре вечер во киносалата на Домот на културата 25 мај во Валандово, на годишниот концерт на Распејаните Валандовчани. Леонид Панчев, уметнички раководител на оваа музичка група, вели дека со концертот ќе ја заокружат целокупната работа од изминатата година. Негувајќи традицијата на изворната староградската и новосоздадената песна, сакаме да направиме еден целовечерен концерт за да се представиме пред валандовската публика, бидејќи ретко такви работи се случуваат. Додуше, ние имаме 2-3 места во текот на годината, како што се студентските средби во Валандово и други манифестации во заедница со други ансамбли, меѓутоа ова денес е исклучиво на наша работа. Работата на музичкиот состав Распејани Валандовчани е вклучена и во годишната програма на Министерството за култура, преку средствата што се доделуваат на Домот на културата во Валандово. Во тој контекст, групата учествува на музички настани и во останатите градови низ Македонија, меѓу кои се фестивалот за староградски песни во Струмица, во Велес на денот на ослободувањето, во Неготино, како и во Гевгелија на патрониот ден на општината, празникот Свети Спас и на други локации.
ќе се најдат сржаците песни Мало момец веќе браво, 3 години стана, после песни од репертуарот на Распејани Валандовчани од стариот состав и по некоја новосоздадена песна од Валандовскиот фестивал и мои лични твори кои што се наоѓаат на репертуарот на Распејани Валандовчани. Музичката група Распејани Валандовчани е всушност следбеник на истоимениот ансамбл за староградски македонски песни, кој во рамките на Кут Гоце Делчев од Валандово е формиран во 1974 година. Во него учествувале членови од старата, средната и најмладата генерација на пејачи и музичари од Валандовскиот крај. Со неговото формирање се интензивирал и музичкиот живот во градот. И за крајот овој дневник вестите од светот и регионот. Вработените во градскиот транспорт во Атина денеска почнуваат со 24 часовни штрајкови протестирајќи против плановите за приватизација на јавните превозни средства, јавуваат грчки медиуми. Планирани се 3 штрајкови, првиот денеска и останатите 2 на 1 и на 3 март. Тие тврдат дека очигледно од и законските регулации се во насока на олеснување на планот на кредиторите и за да може транспортот да биде предаден во приватни раце. Според нив градскиот транспорт треба да остане државен. Меѓународен тим астрономи откриле нов звезден систем што се состои од 7 планети со големина на Земјата и кои се во појас во кој можно е да има умерени температури и вода, објави НАСА. Системот е оддалечен околу 40 светлосни години, а планетите кружат околу студена џуџеста звезда Трапист-1. На 3 од тие планети можно е да има океани, а врз основа на процеси со кои настанале, може да се заклучи дека веројатно имаат и атмосфера. Освен тоа, гравитацијските сили што дејствуваат на планетите ја масираат нивната внатрешност, така што успоруваат нивно ладење. Тоа меѓу другото значи и дека планетите би требало да бидат тектонски и геолошки активни. Дел од нив имаат густина што одговара на камени планети. Сите наведени факти заедно се добра причина за претпоставка дека во системот може да постојат услови за живот. Над 100 мигранти се удавиле во бродска несреќа кај брегот на Либија, пренесоа американските медиуми, повикувајќи се на еден преживеан бродоломник. Телата на 74 давеници во понеделникот беа изфрлени на брегот во западниот либиски град Завија. Во тој момент околностите за настанатата смрт на луѓето не беше утврдена. Преживеан во трагедијата 31 годишен емигрант од Гамбија раскажа дека се удавени над 100 лица бидејќи се расипал моторот на нивното бродче откако во саботата од Либија отпловиле кон Европа. Во темнината во екот на морската бура на бродот настанала паника и мигрантите се собрале во близина на моторот што потонал под вода и престанал да работи. Работата на Владимир Путин како претседател на Руската Федерација ја одобруваат 84% од русите, а незадоволни од неговата работа се 15%, покажуваат податоците од анкетата на социолошката агенција Левада Центар, соопшти Интерфакс. Во исто време работата на рускиот премиер Дмитрий Медведев ги освои симпатиите на 52% од испитаниците, додека 47% од нив изразуваат незадоволство. Според анкетата, руски граѓани подеднакво ги дефинираат активностите на владата, наведува агенцијата. Активностите на Путин ги одобруваат 21% од испитаниците во САД. Само пред 2 години, во 2015 година, за Путин се изјаснија позитивно 15% од американците. Ова беше и последната информација за овој дневник. Јас ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со телеканал А1. Пријатно.